53 компании од повикот ги презентиравме пред, мислам дека беше на почетокот на летото, и тогаш дадовме ветување дека ќе направиме напор заради големиот број на пристигнати апликации, добри идеи, да презентираме дополнителен број на настан кој што ќе го организираме до крајот на летото. Една работа не ја кажавме точно, тоа кажавме до крајот на летото, денеска е првиот ден, сепак календарски од есента, така да тоа го излажавме. Меѓутоа она што го испочитувавме како ветување дека ќе направиме напор и направивме напор и обезбедивме дополнителни средства во соработка со Светската банка, така што денеска со нас се покрај тие 53 кои што веќе ги презентиравме дополнителни 31 компанија, така што денеска сите заедно сме на број вкупно 84 плюс компании кои што стануваат дел од семејството на Фондот за инновации и технолошки развој, кои што ќе реализираат проекти во наредните година дена. Она што исто така многу важно, 52% од овие 84 субјекти се субјекти кои што започнале свој бизнис во последните 12 месеци. Тоа повторно говори не само за иницијативата, не само за идејата и креативноста, туку и за храброст. И повторно честитам и повторно благодарам и од наша страна. Стартуваме инвестициски циклус од 3 милиони евра, кои што не се сите наши средства. 25%, значи над минимумот кофинансирање од 15, значи 25% се средства кои што ги обезбедувате сами, 75% се средства кои што ги обезбедува владата во соработка со Светската банка. Еден податок кој што го споменав и пред малку, имаме над 250 луѓе кои што се веќе ангажирани во овие компании, што е важно, особено во период кога поголем дел од компаниите се соочуваат реално со притисоци за зачувување на работните места. Меѓутоа, она што уште поважно е тоа што овие 84 субјекти и овие 250 луѓе кои што веќе работат се обврзале дека во рамки на своите активности во следните година дена ќе вработат дополнителни 250 луѓе. Претпоставуваме претежно млади луѓе согласно структурата на луѓето кои што ја гледам овдека. Она што исто така многу важно е што просечната плата која што очекуваме да се исплати, која што е предвидено со самите инвестициски планови, достигнува 600 евра, тоа значи 30% над националниот просек. Тоа значи дека не само обстануваме, не се развиваме, туку одиме и чекор понатаму. Значи, како што можете да видите, имаме различна шарена, би кажал, група на луѓе денеска. На ливчето ми стои, вика, меѓу нас вечер имаме поранешни студенти од Машинскиот факултет, мислам дека знам кои се. Ги видов, така ли е? Така е. Кој основа своја компанија и развија технологија наменета за патнички куфери и други слични производи преку кои се генерира енергија со тркалање. Имаме други луѓе кои што ќе работат на производство на микроелектрична протетичка рака, наменета за лица со ампутација од домашно производство. Имаме производство на паметен медицински кревет. Имаме производство, односно развивање на различен тип на софтверски алатки. И во овој рамки на овој повик, статистиката гледате позади мене секако, доминира IT секторот, што е очекувано особено во делот на стартап бизнисите. Како што спомена веќе, со завршувањето на овој јавен повик, семејството на фондот брои веќе над 500 компании, односно 515, да бидам попрецизен, со вкупен обем на инвестиции кои што веќе ги поттикнуваме, кои што се близу 75 милиони евра. Не сакам да правам споредби, пошто се процентите во илјадарки, некогаш навистина е тешко да се следат, меѓутоа, во изминатите 3 години успеавме поттикнеме инвестициски циклус во економијата од 75, во приватниот сектор од 75 милиони евра. Меѓу другото, престижниот Financial Times го рангираше токму Скопје за место со најдобра клима за почеток на стартап бизнис. И тоа апсолутно не е случајно, меѓу другото и заради напорот кој што го вложуваме не само ние, туку и вие. Споменав исто така дека фирмите даваат придонес. Ние кога започна кризата, започнавме на кампања Придонес и ти, во која што се вклучија стотина и повеќе наши корисници, кои што дада, мислам, донации во вредност на некаде над 1 милион евра. Директно во тој период кога се соочуваше државата со најголемата здравствена криза, меѓутоа она што е уште поважно е тоа што во 2019 година компаниите кои што се дел од семејството на фондот по основ на
придонеси и по основ на данок на добивка, во државниот буџет уплатиле 14 милиони евра. Додека државата преку фондот кон овие компании има исплатено нешто помалку од 11 милиони. Тоа значи дека во изминатата година државниот буџет, одно државата како инвеститор, е во плюс 3,5 милиони евра од резултатите кои што ги оствариле компаниите кои што ги поддржуваме. Многу практична, многу конкретна придобивка, 3,5 милиони евра повеќе за плати, за пензии, подобри услови во здравствениот сектор, подобри улици и така натаму, почист воздух се надеваме и така натаму и така натаму.